Благодарам, председателе. Имајќи ги предвид овие законски одредби, ве известувам, ова е министерот за правда, дека во март 2023 година престанува мандатот на членот на Државниот совет Вукел Валдета во својство на представник од Министерството за труд и социјална политика со допис број 10756/7 од 18 јануар 2023 година, Министерството за труд и социјална политика го извести Министерството за правда дека за член во Државниот совет во следниот 5-годишен мандат ја предлага Вукел Валдета, дипломиран социјален работник и советник за деца во ризик и деца во судир со законот во Министерството за труд и социјална политика. Заради натамошно непречено функционирање на Државниот совет како министер за правда до Собранието доставува истиот предлог. Значи, истиот кандидат во наредните 5 години ќе ја извршува функцијата. Во однос на извештајот на Народниот правобранител, јас би сакала да прашам кои препораки од 2021 година, дали се прочитани констатациите од страна на Народниот правобранител и кои препораки се реализирани од страна на Вукел Валдета, дипломиран социјален работник. Ке прочитам некои наоди од Народниот правобранител. Постапувајќи во насока на детектирање на причините за секогаш актуелниот проблем со здравствена заштита во казнено-поправните и воспитно-поправните установи, Народниот правобранител, Одделот за заштита на права на лицата лишени од слобода, во тек на август 2021 година изврши увид на сите казнено-поправни домови, воспитно-поправни установи на Републиката на територијата на Република Македонија. Го посети воспитно-поправниот дом во Тетово, како и женските деца упатени на издржување на воспитно-поправна мерка, а кои се сместени во воспитно-поправен дом за женски лица во Идризово, и Народниот правобранител при посетата на ова установа утврди дека овие девојчина се во постојан непосреден контакт со возрастни осуденички кои извршуваат затворска казна и оваа состојба штетно влијае на процесот на нивното превоспитување, како и врз основа на законските прописи кои не дозволуваат мешање на малолетни со возрастни осуденички. Па Народниот правобранител побара веднаш од одговорните лица во установата да изнајдат решение за преместување на женските лица во друга соодветна установа, која што ќе ги исполнува законските критериуми за успешно остварување на процесот на превоспитување или пак во дел од установата каде ќе бидат изолирани од контакт со осуденички. Беше постапено побарањето на Народниот правобранител, но сепак тој смета дека казнено-поправниот дом во Идризово не е соодветна установа за сместување на деца од причини што нема услови за остварување на основната цел на упатувањето на издржувањето на воспитно-поправната мерка. А тоа е нивно превоспитување кое се постигнува со соодветни методи за воспитна работа со детето, услови за задолжително образование и воспитување, услови за стекнување и развивање на позитивни навики, услови за активно користење на слободното време, поради што укажува на потребата од наоѓање решение за преместување на женските деца упатени на извршување на воспитно-поправна мерка во друга соодветна установа, која што ќе ги исполнува законските критериуми за успешно остварување на процесот на превоспитување, што представува основна цел на упатување во
поправните домови. И покрај тоа што во извештајот не била поднесена ни една преставка заради недостиг на образовниот процес, имајќи ги предвид значајноста на образовниот процес за осудените и притворените лица, Народниот правобранител изврши проверка на нивото на остварување на образовен процес, при што увиде дека во казнено-поправната установа и во воспитно-поправните домови во Република Македонија формално образовниот процес не постои. Дел од установите преку Управата за извршување санкции, образовно-едукативниот процес го обезбедуваат во соработка со Програмата за развој на Обединетите нации, Министерството за образование и наука и локалните училишта, а во дел од установата се организирани обуки, курсеви за стекнување на занаети од различни струки и области, дрвопреработувачка, заварувачи, готвачи и така натаму. Сепак, Народниот правобранител смета дека не е доволно ваков начин на обезбедување на образовен процес, па сакам дали во претходните 2 години е направено нешто за подобрување на образовниот процес во овие установи. Ке прочитам и дел од констатациите на Народниот правобранител во однос на здравствената заштита на овие лица. Значи, не се почитува до крај законското решение во поглед на назначување медицински персонал од јавно здравствена мрежа во казнено-поправните домови, односно има сериозен недостиг на соодветен медицински персонал, кој што треба да биде назначен од мрежата на јавното здравје, што резултира со несоодветна медицинска грижа за осудените и притворените лица во установите. Затворските амбуланти се соочуваат со недостиг на соодветна медицинска опрема, ЕКГ, дефибрилатор, мини лабораторија и така натаму. Установите често се соочуваат со недостиг на лекови, кои што се наоѓаат на позитивната листа на лекови. Сместувањето на женските лица упатени на издржување воспитна поправна мерка во Идризово е несоодветно. Спроведувањето на соодветен образовен процес во казнено-поправните установи не е на задоволително ниво, како од перспектива на обезбедување соодветни просторни, материјални и кадровски услови, така и од перспектива на континуитет и трајност на веќе воспоставените процеси на формално и неформално образование. Значи, ова се констатациите на Народниот правобранител во 2021 година. Денес сме 2023 година, навистина ме интересира дали има нешто подобрување во однос на здравствената заштита на овие лица. Во однос на препораките на Народниот правобранител, Министерството за здравство, Управата за извршување на санкции одговорни лица во установите, со меѓусебна координација да овозможат доследно спроведување на одредбите од Законот за извршување на санкции во секоја установа да биде назначен минимум потребниот медицински персонал неопходен за задоволување на потребите од здравствена заштита. Министерството за здравство во соработка со Управата за извршување на санкции да преземе одговорност за обезбедување на затворски амбуланти со соодветна функционална медицинска опрема. Министерството за здравство во координација со Управа за извршување на санкции да воспостави механизам за предвидување на потребното количество на лекови за установите и непречено да ги обезбедува со лекови сите казнено-поправни и воспитно-поправни установи без исклучок, како би се прекинала праксата на установите за самостојно обезбедување на лековите. Да се изнајде решение за преместување на женските деца упатени на издржување воспитно-поправна мерка во друга соодветна установа, која што ќе ги исполнува условите за успешно остварување на процесот на превоспитување, поголема ангажираност од страна на Управата за извршување на санкции
и Министерството за образование и наука во соработа со одговорните лица во установите во насока на преземање активности и мерки за обезбедување на просторни, материјални, кадровски услови, како и за одржување континуитет во образованието.